Дојдовте во урбаните вести. Ова се насловите за денеска. Внимавајте, почна казнувањето во зоолошка. Денеска одстранети десетина несовесни граѓани. Екопатрола го едуцира еснафот на старата Скопска чаршија за правилно постапување со отпадот. Средното општинско училиште Илинден и училиштето за уметност, дизајн, графика и облека од Забок потпишаа меморандум за соработка. Шилегов, децентрализацијата мора да продолжи, особено фискалната. Глоби и наредба за напуштање на зоолошката градина ќе следа доколку граѓаните не ги почитуваат наредбите од таблите и ги хранат животните и покрај забраната. Денеска се одстранети десетина несовесни граѓани кои покрај забраната ги хранеле и вознемирувале животните. На 5 локации низ зоолошката се поставени информативни табли на кои е напишан кодексот на однесување на посетителите. Со цел да се справи со несовесните граѓани, кои покрај многобројните апели да не се фрла храна на животните, Скопската зоолошка градина презема поригорозни мерки кон овие посетители. Во иднина, секој посетител кој ќе фрла храна на животните или отпад во нивните живеалишта, ќе биде отстранет од зоолошката, а доколку биде забележан и од комуналните редари, ќе биде и парично казнет. Тина Мицковска, портпарол на зоолошка, за прва Скопска изјави дека денеска се одстранети десетина несовесни граѓани кои не постапувале правилно кон животните. Мицковска изјави дека тие можат само да ги одстрануваат посетителите од зоолошката кои ќе ги затекнат како ги прекршуваат правилата, бидејќи немаат законско право парично да казнуваат. Но ќе има комунални редари од град Скопје кои парично ќе ги казнуваат несовесните граѓани кои ќе ги вознемеруваат и хранат животните со грицки и храна недозволена за нив, па дури во некои ситуации и опасна. Со цел да се почитуваат правилата и благосостојбата на животните, на 5 локации во зоолошката градина се поставени табли со кодекс на однесување. На таблите јасно е истакнато дека секој кој храни, вознемирува, допира животни и фрла отпад во нивните живеалишта, може да биде отстранет од градината, но и подлежи на казна. Овие поригорозни мерки зоолошката ги презема со цел поубава градина и благосостојба на животните. Од јавното предпријатие Комунална хигиена информираат дека секојдневно се соочуваат со неправилно одлагање на отпадот и пакување од остатоци од храна, како и непочитување на наведените термини за одлагање на отпадот во старата Скопска чаршија и на Пластичарска улица. За таа цел, екопатролата спроведе едукативни активности со сопствениците на дуќаните и угостителските објекти во чаршијата и на Пластичарската улица. Екопатрола на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во текот на изминатата недела спроведе едукативни активности за правилно постапување со отпадот со сопствениците на дуќаните и угостителските објекти во старата Скопска чаршија и на Пластичарска улица. Како што информираат од јавното предпријатие, дуќанџиите беа информирани за законот за јавна чистота и едуцирани како правилно да го изфрлаат својот отпад, додека угостителите за правилно третирање на отпадот со храна, со цел да се избегне создавањето на исцедоци и ширењето заразни болести. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје секојдневно се соочуваат со неправилно одлагање на отпадот, отпакувања и остатоци од храна, како и непочитување на наведените термини за одлагање на отпадот во старата Скопска чаршија и на така наречената Пластичарска улица, потенцираат од јавното предпријатие. Јавното предпријатие Комунална хигиена во изминатиот период спроведе повеќе активности за чистење на црните точки во градот, а надлежните постојано упатуваат апел до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот и да не создаваат диви депонии. Но некако овие апели не стигнуваат до одредени граѓани. Локациите каде се чистеше повторно се затрупани со отпад. Една од ваквите локации е дивата депонија кај Пластичарска, која по само една недела откако беше исчистена, повторно беше претворена во депонија. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусаме Чабани решението на овој проблем го гледа во инспекторатот на град Скопје со казнување на несовесните граѓани кои постојано создаваат диви депонии на локациите каде во изминатиот период се чистеше.
Средното општинско стручно училиште Илинден и училиштето за уметност, дизајн, графика и облека од Забок, Хрватска, подпишаа меморандум за соработка со кое утврдија соработката за реализирање на проектот афирмативно искористување на слободното време на младите од различни културни средини. Реализацијата на овој проект е во рамките на спроведувањето на меѓународната соработка на училиштата со училишта од европските земји кои не учествуваат во ЕУ програми за образование. Реализацијата на овој проект, како што информираат од општината, е во рамки на спроведувањето на меѓународна соработка на училишта со училишта од европските земји кои не учествуваат во ЕУ програми за образование и оспособување и за соработка со училишта и други институции кои реализираат образование на припадниците на хрватското малцинство во странство во учебната 2018 и 2019, а кој е одобрен од Република Хрватска. Целта на овој проект е јакнање на прекограничната соработка на училиштата, развивање на иновативните пристапи во учење и образованието за европските вредности, како и размена на националните и културни вредности на Македонија и Хрватска. Меморандумот, што беше подпишан за време на престојот на гостите од Хрватска во нашата земја, предвидува меѓусебна соработка на учениците и професорите од двете училишта, запознавање на културата и субкултурата на младите од различни средини, навики при искористување на слободното време како своевидна превенција на насилничко однесување, информираат од општината. Процесот на децентрализација на власта мора да продолжи и парите наместо во буџетот да бидат распределени на општините, за да се направат поодржливи, да се разменуваат искуства и да се обезбеди поквалитетен живот. Ова го изјави скопскиот градоначалник на конференцијата "Градовите како двигатели на економскиот раст". Според статистиките, половина од населението живее во градовите, а се проценува дека за 30 години 2/3 од населението би живееле во градовите. Основно е да обезбедиме стабилно финансирање на општините, што подразбира дека процесот на децентрализација на власта мора да продолжи и во делот на преземање ингеренции, но многу повеќе и во делот на фискалната децентрализација. Владата ќе мора да се откаже од централизирање на парите исклучиво во буџетот на државата и ќе мора да ги распредели на општините. Ова денеска го изјави скопскиот градоначалник и председател на ЗЕЛС Петре Шилегов по обраќањето на конференцијата "Градовите како двигатели на економскиот раст Визија 2030", што е дел од вториот ден од 14-тото Генерално собрание на НАЛАС, мрежата на здруженија на локалните власти од Југоисточна Европа. Шилегов рече дека целта е градовите да се направат одржливи, да се поттикне процесот на дигитализација, да се разменат искуства и да се дојде до поквалитетен живот. Според него, поквалитетен живот меѓу другото подразбира дека треба да има профити за секој граѓанин. Организацијата на градовите, како што рече, треба да биде насочена кон овозможување економски развој на градот и на граѓаните, а се разбира дека во тој процес ќе учествуваат фирми и правни лица. Според статистичките податоци, во градовите живее половина од населението во светот, а до 2050 година се прогнозира дека градовите ќе бидат дом на 2/3 од вкупното население. Брзото ширење на населението представува голем предизвик за градовите и за властите, но и за бизнисот и за граѓаните. Од 8 до 14 мај саем на книга во ВИП-арената Борис Трајковски. Жените и покрај тоа што работат две работи се помалку платени од мажите. Анксиозност и панични напади се позачестени кај помладата популација. Едукативен караван на ДИК за гласачките права на граѓаните. 31-то издание на Саемот на книга годинава ќе се одржи од 8 до 14 мај во ВИП-арената Борис Трајковски. Посетителите на Саемот ќе имаат можност да ги видат сите нови наслови, но и да набават книги со големи саемски попусти. Во ВИП-арената Борис Трајковски од 8 до 14 мај ќе се одржува 31-иот саем на книгата, на кој годинава земја во фокусот е Унгарија, а ќе учествуваат и издавачки куќи од Србија, Косово и Албанија. Покрај понудата на изданија со саемски попусти, планирани се и промоции и средби со автори.
Организаторите очекуваат голема посетеност, како и минатата година, кога на оваа манифестација, која лани првпат се одржа во випарината Борис Трајковски, имаше рекордни околу 45.000 посетители. Сите што ќе го посетат саемот на книгата, ќе може да ги проследат промоциите кои ги организираат издавачките куќи на своите штандови, да ги видат сите нови наслови, но и да набават книги со големи саемски попусти. Според учесниците на саемот, преводите се секогаш поактуелни, но во последните години расте трендот и на македонските автори, особено од помладата генерација. Жените се помалку платени од мажите во земјава. Дури за 18% примањата на жените се пониски од примањата на мажите. Разликите во платите може да се забележат и за исти позиции и за исти сектори. Стереотипите и конзервативните размислувања за улогата на жената во општеството се уште се сметаат за главна причина за оваа состојба, затоа што жената по завршување на работното време ја чека втората работа која е неплатена, а тоа е грижата за домот, семејството и децата. 18% помала плата земаат жените во однос на мажите на иста работна позиција. Овој јаз во паричното вреднување на трудот меѓу мажите и жените постои во светски рамки. За оваа појава во јазот на платите придонесуваат повеќе фактори, но како главен се смета улогата на жената во општеството како мајка и онаа која се грижи за останатите членови на семејството. Но тука се и предрасудите, стереотипите, родово предодредувачки улоги, неплатената работа на жената во домот. За факторите, препреките, но и мерките кои се преземаат за надминување на јазот се дебатираше и на настанот кој се одржа во Скопје на тема 18% помалку вредни. Јазот во платите на мажите и жените во организација на Центарот за истражување и креирање на политиките. Повеќето жени во земјава избираат одредени професии кои се административни, имаат покусо работно време, кои не им предизвикуваат голем замор за да можат потоа да заминат на второто работно место, грижата за домот, децата и постарите членови од нивното семејство, нешто за кое не добиваат паричен надомест. За јазот во платите придонесува и можноста за напредување на жените во текот на својата кариера и ретко стигнуваат до топ менаџерските позиции, а за тоа придонесуваат повеќе фактори и поголемата слобода која уживаат мажите во дружењата со колегите по работното време, кои некогаш се пресудни за одредени промени на работно место, затоа што честопати најважните сделки се склучуваат токму во кафеана, како и неможноста често да се оди на службени патувања поради семејните обврски и грижата за децата, кои исто така ги зголемуваат примањата. Па од таа причина разлики во платите за иста позиција креираат и дополнителните бенефиции, кои најчесто ги користат мажите поради нивната општествено прифатена улога кај нас, а која е поврзана со поголемата слобода што ја уживаат. Само половина од жените во земјава се активни на пазарот на трудот, како вработени или невработени. Тој процент кај мажите изнесува 77. И тука е голема разликата. Во Европа, на пример, јазот меѓу мажите и жените во однос на нивната активност на пазарот на труд изнесува 11%. Генерално во светски рамки, јазот во платите меѓу мажите и жените е намален. Но според проценките на Светскиот економски форум, со сегашната стапка на намалување, тој ќе биде затворен дури во 2186 година. Анксиозност и панични напади се позастапени кај луѓето. Психолозите велат дека во поново време овие состојби се поприсутни кај помладата популација. При ваквата состојба психолозите советуваат дека е најважно да останете позитивни и да бидете трпеливи со себе. Во услови на брзо темпо на живење, брзи технолошки промени или промени на средината, се позастапена е паниката и анксиозноста кај луѓето. Психолозите велат дека овие состојби во поново време се позачестени кај помладата популација. За некој може би звучи како лесно совладлив проблем, но лицата кои се соочуваат со напади на паника или анксиозност го доживуваат како прилично непријатно искуство, иако се свесни дека потекнува од емоционална природа. При ваквата состојба психолозите советуваат дека најважно е да останете позитивни и да бидете трпеливи со себе. Може би ќе ви биде потребно време, но не губете верба во себе. Ставете го умот и телото во баланс, научете ги да
работат взаемно преку повторување на секојдневни навики кои ќе ви помогнат да се справите со нападите на паника. Нападите на паника не бираат возраст и пол, иако најмногу се регистрирани кај лица од 20 до 30 годишна возраст. Без разлика колку долго се соочувате со овој емоционален проблем, треба да знаете дека можете самите да ги искорените. Потребна ви е само упорност. Во разговор за Прва Скопска, психотерапевтот Милка Ололоска вели дека еден од вообичаените начини за третман на паничните напади е комбинација од медикаментозен третман и психотерапетско советување. Значи, она што јас најмногу им го препорачувам, кога ќе почне ситуација да себе се посматрат, барајќи нешто што отстапува од вообичаено, во смисол, еве, пулсот ми е покачен. Земат одма апарати, мерат притисоци. Со самото мерење, тоа сите ние го знаеме, дека вредностите не се реални, ќе покажат зголемување и после почнува приказната, еве не ми е добро, еве се препотувам, не можам да дишам и така натаму, и личноста веќе благодарение на тој анксиозен самоговор широко ја отвара вратата на конкретен паничен напад. Значи, не мора никаде да се наоѓа, седи дома, тотално релаксиран, почнува да се посматра, почнуваат тие анксиозни негативни мисли, не ми е добро, сигурно ќе умрам, сигурно ќе паднам и така натаму. Велам, посвеста сето тоа го прима дека е реалност и нормално почнуваат сите органи да зголемуваат својата функција, затоа што веќе стравот почнува да оди во нагорна линија. Во тој момент се препорачува, место да продолжат со тој анксиозен самоговор, да направат дистракција, односно пренасочување на вниманието, да речеме, зависно каде се. Значи, на сега, нивното внимание мора да биде насочено на сега и овде. Да речеме, во овај објект сега да бројат колку има предмети со плава боја. Или масата е бела, ова е црвено и така натаму, она што е од нивното непосредно обкружување, или да прават некоја математичка операција со точни резултати во својата глава, или, например, да погодуваат, еве, да речеме, вие колку имате години, господинот со која професија се занимава и така натаму. Одредениот степен на депресивност е секогаш присутен кај паничните растројства, така што психотерапетското советување се фокусира и на изнаоѓање начини за повторно враќање на загубената внатрешна смисла, како и враќање на задоволството на живеењето. Другиот начин е сузбивање на растројството без употреба на лекови, на природен начин, односно само со психотерапија. Релаксацијата и вежбите за дишење се вообичаено користени дополнителни техники. Успешното секојдневно намалување на степенот на анксиозност е многу важно, бидејќи паничниот напад, иако со изразено негативно влијание врз поединецот, врз основа представува само едно од најчестите начини на растоварување на постојната внатрешна напнатост. Државната изборна комисија организира едукативен и информативен карван во рамки на кампањата Глас по глас. Целта на карванот е граѓаните да се запознаат со своите гласачки права, начинот и значењето на остварувањето на правото на глас, како и забраните на гласачките места. Во пресред на предстојните претседателски избори, а со цел едукација на гласачите, Државната изборна комисија организира едукативен и информативен карван во рамки на кампањата Глас по глас низ поголемите општини во државата. За време на карванот, голем број граѓани пристапија со цел да се запознаат со своите гласачки права, начинот и значењето на остварувањето на право на глас, како и забраните на гласачките места. Овој пристап на Државната изборна комисија се должи на заложбите на комисијата во кампањата да оствари директна комуникација со гласачите, преку која ги пренесува клучните информации до нив. Во рамки на карванот се делат и едукативни материјали. Секој граѓанин може да се запознае со своите права и со посетата на официјалните социјални медиуми на Државната изборна комисија, на Facebook фан страната и Twitter профилот, но и на официјалната веб страна sec.mk. Граѓаните за повеќе информации може да се јават и на бесплатната телефонска линија 0800
555 444. Пообилни врнежи се очекуваат во текот на ноќта и во текот на утрешниот ден, кога ќе има пад на дневната температура. Утринската температура ќе се движи од 2 до 10, а дневната од 11 до 22 степена. Во Скопје утре температурата ќе достигне 15 степени. В недела ќе се движи од 6 до 19, понеделник од 5 до 20 и вторник од 6 до 18 степени. Временската прогноза е последното за ова издание во Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.